пеяшите. Благодарение на овај народ, од сите партии што се седнали на фотелиите, они заслужија да седнат, а ние се ќе вичеме по гробиштата и ќе умираме секој ден. Како прво, не знам кој инспектор си донесе свое право за да плати глобата на Деко. И не знам дали мирно спие дома. Прикажани са 34 правни лица там, физички лица, од кои сите тие се работили по институциите. Судската медицина не напиша кое време са починали децата, како прво. Како второ, трчаа да ги земат децата за обдукција. На децата испомешаа име, презиме, дата, месец, година на раѓање. Заведено обдукцијата дека имат пари, дека имат новченици, дека имат телефони, а на тие не им е дадено ништо. Малку треба да се преиспитат дека ние не сме играчка за играње. И треба да размислат малку сите дека ние не сме топки за шутирање. Оти топката може да се одбие од стативите и некој по главата да го тресне. И судиите, еден апел до нив, криво нека седат, право нека судат. Оти они не са тие што треба да на некој маката ја злоупотребуваат и да се нервират некој од нив и да умират секој ден. Ако мислат дека дома ќе носат крвави пари и мртви пари со нашите деца, нека мислат. А има одозгоре кој ќе им пресуди на нив. Па се нека седат, нека размислуват дома. 5 пати нека мислат, еднаш нека сечат, а не 5 пати да сечат, еднаш да мислат. Значи ќе дојде крајот на се. Не може да мислат дека се така у фотелиите ќе седат. На нас никој ништо не може, ќе се заканува тај некој си Благојчо там у Швейцарија бил еден обичен клошар, заканува се на родителите, ако сакаше другото да го нема, ако сакаше другото. Кој бе он? Нека дојде тука пред нас, нека се покаже. Не се покажува на Фејсбук. И тие другите што коментират кој ви е крив на вас децата малолетни кои сте ги пратили од диското. Па значи тај што коментират, ако е поминал од 10 години директно на 40 години, нека нека се каже кој не е поминал тоа детство. И не само тај и икс други. Бре, маршови на ангели. Па бре, тај утре може да го плесне истото, па он ќе биде бре со нас сука. И не може да мислат дека никој ништо не ни може на нас. Не, Господо згоре со децата. Има дете што е завршило факултет тамо, заедно со него ќе не бранат и ќе излегне правдата. А тие што ќе судат, нека мислат како ќе судат. И нека мислат дома какви пари ќе носат ако криво судат. У Виница се случи една судика, суди и од кај тај. И виде човеко не виде, и на тај пари зима, и на тај пари зима, и на крајот пиштолу утепаја, човеко се поздрави и си одмина. Значи ние така ќе направиме. Не може да мислат дека ние ќе ги оставиме на мира, нема да ги оставиме. И не може да мислат дека ова што го читат тука на писмено, дека некој ни го составува. Не, тоа се зафркнали. Ние не сме толку прости и заостанани и глупави. Мислат дека некој ни напиша и демек ние од таа партија сме од оваа, од онаа. Нас не ни интересират партиите. Ние ги децата изгубиме. Зашто се ни на нас партиите? Што тај од партијата ќе дојде на мене, ќе ми го врне детето, ја ќе живеам со него. Па ајде нека го симнат Господа озгоре, нека оде по земјата и тога нека викат дека ние сме партиски определени. И нека трчат, зашто трчат? Таа партија ќе ни се умилка, оваа партија. Не, секој ќе дое време за гласање, нема да гласаме за нив, за ни една партија. Ќе застанеме, ќе гласаме за децата. Не треба ни да доваѓат нас. Не, они не ни требат на нас. Не ни требат они на нас. Ние ќе застанеме, они нека застанат ние пред нив со сликите. Нека мислат па дали некој ќе застане на функција. Не дај Боже ова се у Франција, цела Франција ќе ја запалеа. Овие тука не можели да дојдат на гробишта, не можели. Жешко им било, не можели да дојдат на гробишта, не можели свеќи да запалат. Немат коли, па нека кажат, имаме дома еден трактор, со трактор ќе ги донесеме или со некој камион наместо дрва ќе ги качиме там, ќе ги донесеме. Не сме ни глупав народ, не сме ни заостанани. Зашто го штитат онај Деко? Инспекторот што му е платил глобата. Дека тај инспектор мирно ли спие дома, фамилија ли ради? Директор ли е на УЈП? УЈП, директор на УЈП платил му сметката. И са мирно ли ќе спие дома, фамилија ли ќе рани? Деца ли ќе рани? Со крвави пари? Па не ли го е срам? 62 деца закопаваме. Пратениците од третото избор.